Сокриена на рит над Свети Николското село Богословец, црквата Свети Јован Богослов со векови ја чува приказната за верата и страјноста и жртвата на народот од овој крај. Камен по камен носен дури од кумановско кокошиње. Мештаните ја граделе црквата која денес важи за едно од ретките и највредните цркви од ваков тип во Македонија. Над вратата од црквата стои врежан датумот 1866 година, но според преданијата, нејзината историја е многу подлабока и постара. Жителите одовде велат дека за дозвола за изградба селаните патувале дури до Цариград, а црквата намерно била изградена на скриен рит, по тогашните заповеди на султанот. Во ова мало село и денес живее духот на едно време во кое верата се чувала тивко, но со огромна сила. И како посебно нас не одржува овде самата црква, храмот, може би слушателите, гледачите не знаат, овој храм е посветен на светиот апостол и евангелист Јован Богослов. Многу го мешаат со Свети Јован Крстител. Меѓутоа, јас уште еден ќе потенцирам, значи, еден од 12 апостоли на Господ Исус Христос, и овде на вратата може би се забележале, пишува 1866. Меѓутоа, тоа на нас не ни гарантира дека црквата тогаш е правена, бидејќи може да е реновирана, па некој му текнало и ја запишал таа година. Кажам дека ретки се црквите у Македонија, што и во Србија, јас знам и во Србија има, сакам да кажам, значи, ваа црква е многу цената и единствена. Она е донесена со одлука, односно и раде, така се викале тие одлуки на султанот, воопште до Цариград нашите луѓе тука од Овче поле оделе таму, за да ја направат оваа црква. И сами гледате каде е направено, одма е ридот горе, а црквите тогаш така биле по заповед на муслиманите градени, да не бидат истакнати, да не надвладеат над муслиманството. Ја имам податоци дека дури од Кокошиње, тоа е Кумановска општина, тука далечено, па колку да речем, 40 и кусур, носеле камења за изградба на црквата. Некогаш празникот Свети Јован Богослов во Богословец траел со денови. Гостите доаѓале уште вечерта, преспивале во селото, а по литургијата и заедничкиот ручек следувала голема веселба. Следното утро, заедно со свештеникот, верниците се искачувале до Свети Јованскиот рит, на 755 метри надморска височина, каде денес стојат крстот и иконата на светецот. Гостите доаѓаа уште вчера, мислам, спроти, и спиеја тука, и денес, еве на овој ден, тука се, значи, правеше таа литургија, како еве и сега, а потоа гостите одеа по куќите на ручек. После тоа, по ручекот се изигуваше на општа веселба на сред село, еве чешмата таму. И замислите уште, и вечерта гостите остануваа. И утрото дури на 22 сабајлето пак тука ќе се соберат и заедно со попот излегуваат горе на највисокиот врв, кој се вика Свети Јовански рит. Висок 755 метри надморска височина. Таму има и ден денеска обележие. Има крст, има икона на Свети апостолот. Да замислам да не дојдам тука. И денес во Богословец се чува адетот што го оставиле старите. Црквата, ридот и соборите за Свети Јован Богослов. За мештаните не се само традиција, туку дел од душата на селото и спомен што се пренесува од колено на колено.